Почитувани граѓани на Република Македонија. Во услови на оваа криза, заеви стануваат корона профитери. Нивната семејна фирма Еленица, од која заработуваат милиони евра, е корисник на пари од државната антикризна помош. Зоран Заев, почитувани, си крои мерки лично за својот джеп. Во исто време кога се фали во јавноста со антикризните мерки, пропушта на целата јавност да ја каже дека фирмата каде неговиот брат и чичко се собственици станала корисник на државна помош. Мерките, почитувани, се за Заев, а не за нашиот народ. И со ова се покажува дека парите на народот одат во неговите фирми, а не онаму каде што тоа е најпотребно. Со ИГМ Еленица Струмица управува братучетот на Зоран Заев, Трајче Заев, доека Вице Заев, братот на актуелниот председател на владеачкиот Социјалдемократски сојуз, е член на управниот одбор. На 14 мај, на сметката на ИГМ Еленица од владата на Република Македонија и биле исплатени 841.000 денари државна помош за плати за месец април. Пресметано тоа се минимални плати од 14.500 денари за 58 вработени. Еленица, почитувани, во 2018 година беше компанија со најголема добивка во Струмица и Струмичкиот регион. Со приходи од неверојатни 5,16 милиони евра, оствари добивка од 2,7 милиони евра. Значи, со остварени приходи над 5 милиони евра годишно, на Заеви им дојде редот да земаат и од парите на народот. Ова, почитувани, е срамно и долно. Затоа Заев се фали со антикризните пакети, затоа што лично тој има корист од сето тоа. Заеви земаат од устата на гладните, од оние од кои што им е најпотребно, се со цел да го полнат собствениот джеп. И сето ова кога фирми и компании се затвараат, а луѓе остануваат без работа во нашата држава. Ваквото корона профитерство на Заев е доказ дека тој продолжува да се богати на грбот на нашиот народ. Тоа е власт која што ја злоупотребува државата и на најдолен начин ги разграбува народните пари. Кризата за многумина значи загубена работа, а и живот. Само за Зоран Заев значи пари. Заради овие сите работи, Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз ќе бидат жестоко поразени од народот. Ви благодарам. Дали имаме прашања? Да, господин Георгиевски, стигна едно прашање до Центарот за комуникација и ќе ве молам за одговор. Кои се позициите на ВМРО ДПМН од вчерашната лидерска и дали ќе имаме договор или не? Благодарам. Благодарам за прашањето. Видете, ВМРО ДПМН пред се е за заштита на здравјето на граѓаните. Мора да се биде одговорен и во овие моменти кога Македонија е балкански Вухан, на врвот сме по највеќе заразени и починати од коронавирусот. На нашиот народ му е дегутантно да се збори за хировите на Зоран Заев и за фактот што покрај здравствената и економската криза, дополнително Зоран Заев ја втурнува нашата држава и во нова политичка криза. ВМРО ДПМН најпрвин инсистира на заштита на здравјето на нашите граѓани. Потоа, кога станува збор за изборниот процес, ние сме за целосно почитување на Уставот и законите во Република Македонија. Не можеме во Република Македонија да имаме избори во кои нема да имаме наблюдувачка мисија на ОПСЕ и истовремено да немаме прочистен избирачки список. Она што Зоран Заев го сака е избори каде што ние ќе броиме корона жртви, каде ќе немаме прочистен избирачки список и истите избори ќе бидат без квалитетен меѓународен мониторинг. Тоа би значило, почитувани, избор на кражба, а не потврда на вашата народна волја. Иако сме хибриден режим, вакви избори нема ниту во афричките држави. Затоа потребно е заштита на здравјето на граѓаните пред се.
а и прочистување на избирачкиот список, затоа што имаме многу во последниот период кои што навршија полнолетство, имаме неевидентирани починати лица, имаме голема бројка на раселени лица. Социјалдемократскиот сојуз на такви избори ќе доживее дебакал поради сето она што го прави на нашата држава и на граѓаните изминатиот период и изминативе години откако е на власт. Но нашите граѓани мора да се чувствуваат пред се заштитени и сигурни во изразување на својата волја. Затоа, почитувани, Социјалдемократскиот сојуз е нервозно и затоа Зоран Заев губи контрола и постојано создава нови кризи. ВМРО ДПМН е за консензус, но не е за диктати на Зоран Заев. Решение за доброто на државата и народот е она што и е потребно во моментов на Република Македонија. Нашата цел е да се постигне најбезбедна можна средина за избори во едни вакви сложени околности. Дали имаме други прашања? Ви благодарам.